Притвореник се само запалува себе си во полициска станица додека е врзан за кревет во близина на многу полицајци. Дали ова ви звучи реално? Ако одговорите не, тогаш би посакале да останете во ова видео, каде ќе пробаме да разоткриеме најчудната нерешена мистерија во историјата на модерна Германија. На 7 јануари 2005 година, 36 годишен барател на азил од Сиера Леоне, Ури Жало, бил приведен во полиција во германскиот град Десау. Полицијата соопшти дека тој бил уапсен по жалба од жена која го обвинила дека е вознемирувал јавно. Според полицајците, Жало изгледал пијан и агресивен, па го пренеле во станицата на полициската управа во Десау. Во станицата работите добиле вознемирувачки пресврт. Жало бил сместен во притворска келија во подрумот на зградата. Полицајците рекле дека бил врзан со лисици за огноотпорен душев, со тоа што неговите зглобови и гуждови биле врзани за да не се повреди себе си или другите. Но неколку часа подоцна се огласил аларм. Кога полицајците влегле во келијата, го пронашле душекот зафатен од пламен. Пожарот бил толку интензивен што достигна температури 800 степени. Додека пожаркарите го изгаснале, Ури Жало веќе бил мртов и изгорен речиси до непрепознатливост. Полицијата брзо го објавила својот заклучок. Жало се самозапалил користејќи запалка. Но речиси веднаш почнале да се појавуваат сериозни прашања. Германските истражители првично ја прогласиле смртта за самоубиство. Според нивната реконструкција, Жало некако успел да го запали душекот користејќи запалка за која полицијата тврдела дека ја скрил кај себе за време на псињето и претресот. Нивното објаснување го сугерираше следниот распоред на настани. Жало ја зел запалката додека бил врзан, го запалил душекот, пожарот брзо се проширил низ наводно огноотпорниот материјал, додека полицајците реагирале на алармот било предоцна. Но критичарите веднаш посочиле на големи недоследности. Како прво, запалка не била пронајдена за време на првичните претреси кога Жало бил уапсен или приведен. Уште посомнително, запалката била пронајдена дури неколку дена подоцна за време на испитувањето на доказите. Ова откритие веднаш ги потикнало сомневањата дека нешто не е во ред со официјалната приказна. Ова откритие веднаш ги потикнало сомневањата дека нешто не е во ред со официјалната приказна затоа што доказите не се совпаѓале. Независните истражители и активисти почнале внимателно да го испитуваат случајот. Нивните наводи покренале вознемирувачки прашања. Прво, душекот бил познат како отпорен на пламен, што значи дека не требало толку лесно да се запали. Второ, форензичките експерименти покажале дека пожарот таков интензитет веројатно би барал потикнувач како што е бензин или друга запалива течност. Трето, медицинскиот извештај за смртта откри нешто необично. Повредите на Жало сугерира дека тој можеби веќе бил во несвест или мртов пред пожарот да го достигне својот врв. И можеби најзагрижувачки од се. Снимките открија дека противпожарниот аларм во келијата бил игнориран од полицајците неколку минути пред некој да го провери. Овие противречности потикнаа широки протести низ цела Германија. Од тогаш па се од денес се изrodија десетици теории за тоа кој е мотивот на смртта на Жало, односно на кој начин изгорело неговото тело. Првата теорија е најконзервативното објаснување, голема небрежност од страна на полицијата. Според ова сценарио, полицајците можеби ненамерно го игнорирале алармот известно време и не успеале правилно да го претресат притвореникот. Ако оваа теорија е точна, пожарот можеби наистина го запалил самиот Жало, а полициската некомпетентност дозволила тој да стане фатален. Критичарите на оваа теорија тврдат дека таа се уште не успела да објасни како тој можел физички да го запали душекот додека бил врзан. Друга теорија сугерира дека доказите биле манипулирани по настанот за да се поддржи наративот за самоубиство. Поддржувачите на оваа теорија посочуваат неколку елементи: досното откривање на запалката, нецелосна полициска документација и контрадикторните искази на полициските сведоци. Некои истражители веруваат дека запалката може била подметната подоцна за да се оправда официјалниот заклучок. Ако ова е точно, тоа би имплицирало прикривање, дури ако порочната смрт била случајна. Трета теорија можеби највознемирачката, а таа предлага дека Ури Жало можеби веќе бил мртов или несвесен пред да започне пожарот. Независни форензички експерти ангажирани од активисти тврдат дека моделите на горење сугерираат дека можеби е користен за брзувач за пламен. Тие предложија дека пожарот можеби бил намерно подметнат за да се уништат докази откако нешто тргнало наопаку во келијата. Оваа теорија имплицира многу потемна можност, дека Жало можеби починал поради насилство или малтретирање додека бил во притвор. Сепак, обвинителите никош не го докажаа или прифатија ова сценарио на суд. Со текот на годините случајот доведе до неколку судења во Германија. Во 2012 година полицајецот Андреас Шуберт беше осуден не за предизвикување на смртта на Жало, туку за ненавремено постапување, затоа што не реагирал доволно брзо за противпожарниот аларм. Тој доби парична глоба, а не затворска казна. За многу активисти овој исход се чувствуваше како огромна неправда. Повеќе од 2 децении, групата Иницијатива во спомен на Ури Жало водеше кампањи за повторно отворање на случајот. Секоја година на 7 јануари во Десау се одржува протести барања вистината за тоа што се случи во таа келија. Некои независни извештаи водени од тврдењата на активистите заклучија дека самоубиството е скоро невозможно. Сепак германските обвинители постојано одбиваа повторно да отворат целосна истрага за убиство. Смртта на Ури Жало останува символ за недобиена правда. Дали беше самоубиство, трагична несреќа, прикривање на лошо полициско однесување или нешто многу позлобно. Повеќе од 20 години
подосна. Вистина за тоа што се случи во таа моја притивска келија останува скриена во овивскиот чат, што никогаш не требало да започне. И за многу луѓе во Германија прашањето останува едноставно, но болно. Како може човек врзан за душек во полициска келија да изгори до смрт без никој да биде барем малку одговорен?